Со големи штети се соочија повеќе семејства од Кавадарци и Ваташа поради вчерашниот пороен дожд кој паѓаше во попладневните часови. Жители од улицата Пане Џунов во Ваташа денеска побараа помош од нас со цел јавноста да дознае за проблемот со кој се соочуваат од поодамна, а вчера се соочили и со штети поради влесна вода од канализацијата во нивните подрумски простории. Ѓорѓи Атанасов живее на улицата Пане Џунов број 28 во Ваташа. За само 5 минути од врнежите неговите подрумски простории се наполниле со вода од канализационата мрежа. Има поголеми штети на електричен алат и други уреди кои биле во подрумот. Вода навлегла и во приземниот дел од куќата. Се ноќе кога почна да врне тој силниот дожд, облак создаде од Кијватша надолу, додека испаднеме, тоа 5 минути не постоеше. Испаднал силен дожд, кај испаднал само да видам во подрумот дали има минатиот пат ме поплави пред 10 дена, интервенирам, комуналците не дојдија. И сега мораше да дојдеме да интервенираме, бидејќи канализација кога изби водоскок превеше догоре до тераста. И за 10 минути подрумот се напани и просторите се подрумски за околу 50 сантина. Самите ја видите материјалната штета колку и како се местото сега. И затоа не сум благодарен од комуналното дека они не интервенираат. Денеска еве ги чекаме цел ден да дојдат, нече да дојдат. А прво па не знаат ни шахти кај има постават. И кога они прегледале какви шахти имате, дали се асобира цела вода целокупно. И интервенирам сите буки што се уклучени у канализацијата, а не во атмосферска вода, да можат да ги исклучат. Тоа ја мислам и комуналниот инспектор на собранието може да го постави и може тоа да ги изврши. Никога бе момент таа шахта не знаат ни кај постои. Ја па не ги интересира нив. Ние самите вечерот кога престана дождот, мораме да откриеме заради нас штета пак да не ни се прави. И отидоме се бајали на шефот. Речиме, он испрати само цистерна да види дали е пробиена канализација. Ние се ноќа пробиеме канализација и му викаме у случај некој недостаток може да изфрла надолу да проверат. И не рече дека ќе дојдат и треба се подкрене на лице место да видат они, негови стошаци. До ден денеска, мислам до во време кога сега дам изјава, нема дојдени и немат ми се јавијан телефонски, ме рече дека ќе дадат телефонски. Атанасов рече дека и пред 10 дена исто така вода од канализацијата влегла во подрумските простории, но во помал обем. Барал помош од комуналец, но од таму немало интервенција. Атанасов најави дека обештетување ќе бара и на суд. Поплавен е и подрумот на Јован Стојанов на улицата Пане Џунов. Истата канализација ги поплавила и неговите подрумски простории, од каде денеска се ширеше неподнослива миризба, а членовите на семејството расчистуваа. Вчера кога почна да врне и одма, мислам, за 5 минути, 10, гледам кај подрумот, вода избивена нагоре. И не се сопираше никако. И за тоа за 5 минути се на едно 3-4 сантима вода се напани подрумот цело. Пред 5-6 дена така. Влеземе тогаш малку беше вода и не знаеме што е. Ај да не пригевуиме. Мислеме да не од што е многу вода, не ја собира канализацијата. Арнума, оно било, канализацијата била затната таму, кај шахтата, и дојде повише вода и кај нас изби нисне, најниско, подрумот. Синоќа звонеме на телефонот, нема ни дежурни, ништо, само тие чуварот се јави, вика утре иде. И денеска што се бајле отидоме таму, пријавиме, кога ќе дојдеме, ќе видиме, што ќе правиме, а испратиле цистерната дојде, таму, а пуштија малко и си замина, и еве нема ништо уште. Атанасов и Стојанов стравуваат дека поради најавите за нови поројни врнежи денеска и во наредните денови нивните подруми може повторно да бидат поплавени. Со исти проблеми се соочиле и дел од жителите на улицата Јован Планински. Жителите кажуваат дека поради непостоење на атмосферска канализација при секој и најмал пороен дожд се полнат нивните подруми. Се жалеле за овој проблем во општината, но се уште проблемот им бил присутен. Реагираа и од улицата Калница во Ваташа и таму големата количина на атмосферска вода им причинила штети во подрумските простории.